тој се роди помалиот син, значи со една деформитет на стапалата, значи песеквиноварус, каде што практично му беа сосема навнатре и според ортопедите тоа беше еден деформитет кој што е тежок во смисла дека е ригиден и дека не може сам од себе да помине со текот на времето, туку мора да се интервенира од самото раѓање. Тоа е една процедура која што е многу долга, значи тоа е вроден деформитет на двете стапала, кој што ако не се коригира, практично нема да може детето да оди воопшто. Односно би одел со зглобчињата, нели? Сега нема да навлегувам медицински, меѓутоа генерално ахиловата тетива е многу пократка и таа треба всушност да се растегне, меѓутоа тоа не може наеднаш, требаат години да поминат. 4 години од прилика траеше целиот тој процес со така наречениот Понсети метод и додека, да речеме, едно време му ги исправивме во една позиција ноџињата да може да се изврши тој оперативен зафат на двете на стапала и подоцна носеше едни апаратчиња. Заборев сега како се вика нешто со Денис Браун, ми се чини, да, ете. Операцијата ја правите на која возраст? Па 6 месеци би сам имаше, малецко бебе беше, да. Значи од 5 дена од како беше роден, буквално на секој 5 дена одевме во болница. Кога бев во болницата, само прашав дали има решение за овој проблем. Ако има, ништо како мајка не ми е тешко да направам. Има многу примери светски каде што ете така биле родени дечиња со тој деформитет, каде што веќе си врвни спортисти, така што ете ако некој се соочува, некоја мајка или татко со таков проблем со неговото детенце, еве да знаат дека има решение, да, кај нас во Македонија, да, навистина има врвни доктори, да.